1600 denari повисока просечна плата е исплатена во Македонија во мај вспоредено со истиот период лани. Ова го покажуваат последните пресметки на Заводот за статистика во делот на исплатена нето плата. Сега излезе последниот пресек дека од минатата година во споредба со оваа година истиот месец платата е зголемена за 7,1%, специфично и во овие гранки каде што ефектот од минималната плата директно се гледа. Или за 1600 денари е повисока просечната плата од лани со оваа година. Според статистика, во мај просечната плата изнесувала 24.509 денари или 399 евра, што Македонија и понатаму ја става на последното место во земјите од регионот кога е во прашање просечната плата. Што да ви кажам, слаби се платите. Животот кој има поголем плати е добар на некој не е, слаби се платите. Дек се ниски, ептен ниски се. Не се издржу со тие плати. Спрема стандардот, таа плата е малку. Сиромашен народ е со мали плати. Значи секој планира се како му одговара, нели како трошел и динар за нас многу. Состојбата е особено изразена во источниот дел на Македонија, каде платите во просек се движат околу 15 до 18.000 денари. Платите на вработените во овој дел од Источна Македонија се мали поради структурата на стопанството која е ниско акомодативна, се работи претежно за преработувачки капацитети од текстилната, кожарската и дрвната индустрија. Немаме некоја тешка индустрија, немаме рудници такви, барем во овој источниот дел, Берово, Делчево, Кочини, Виници и така натаму. За разлика од кај нас, платите во земјите од поранешна Југославија за мај се следниве. Просечната плата во Хрватска за мај достигнала вредност од 866 евра, во Црна Гора 511, во Босна и Херцеговина просечната нето плата во петтиот месец од годината била 448 евра, а во Србија 426. Словенија со остварен месечен нето приход од 1077 евра за мај годинава е држава во регионот со највисоки примања. Истовремено таа е единствената земја која го надминува износот од 1000 евра просечна плата.